Дали сте се запрашале што моментално се случува на западниот брег? Дали ќе бидеме се уште сведоци на требење на една нација? אני אומר לאזרחי ישראל, לכו להתחמש. אני לא יושב בממשלה שלמעשה מרימה דגל לבן ומפסיקה את המלחמה. הזכות לחיים שלנו גוברת על חופש. Израел започна масовна војна офанзива на окупираниот западен брег, само неколку километри од Газа, каде што веќе се убиени 40.878 луѓе и ранети над 135.000 палестинци. Минатата недела стотици израелски војници заедно со дронови, авиони и булдожери упаднаа во северните градови како Дженин, Тулкарем и Тубас. За жал, ова не е ништо ново. Израел ја проширува својата контрола со години. I win, you lose again. בוא נעבוד ביחד. החוק הבינלאומי על הזיבוי שלי. הנכבה שהייתה ב-48. Оваа година беше одбележано најголемото одземање на земјиште на западниот брег по договорот со Осло, при што Peace Now ја истакна 2024 година за рекордна година за декларации на државно земјиште. Според зборовите на поранешната палестинска портпаролка ОДЕ, Израел запленил повеќе земја во изминатата година отколку од почетокот на процесот во Осло. Но како го прават тоа? Дали на Израел му е воопшто грижа? Предпоставувам дека не. Израелскиот министер за надворешни работи Израел Кац отворено повика на зголемување на вооружени мерки на армијата кои се користат во Газа, а сега се применуваат на западниот брег, вклучително и привремена евакуација на палестинските жители. Израелските лидери не ги кријат своите намери. Не се работи само за неколку градови. Целта на нивниот десничарски радар е целосна контрола на западниот брег, вели ОДЕ. Нападите на израелската војска доведоа до апсења, насилство и уништување, не само во градовите како Дженин и Тулкарем, туку и го отворија патот за нови населби во овие области. Значи, дозволете ми да појаснам. Западниот брег не е само мало парче земја како Газа, тука не живеат само палестинци, туку огромна територија која порано била палестинска, но за време на повеќе децениската окупација, Израел ги подели палестинските соседи со израелски населби и ѕидови на апартхејдот. Сега тие действуваат внатре на оваа територија од сите страни, проширувајќи ги своите населби со кражба на палестински и убивајќи ги. Целта е да се земе целиот западен брег. Покрај болниците, јавните простори и улиците тие ги напаѓаат и академските институции. Зошто? Па, доколку сакате да уништите една нација и нивната иднина, нападнете ги младите и образованите луѓе. Израелските сили упаднаа на универзитетот Бирзеит на север од Рамала, запленувајќи имоти и публикации. Дали ќе го уништат и образовниот систем на западниот брег? Професорката од Оксфорд Кармана Булзи ова го нарекува схоластицит, намерно уништување на палестинското образование. Тоа е тактика да се потисне слободната мисла и да се уништи моќта на образованието во окупираното општество. Директен одговор на неговата улога во палестинскиот отпор. Војната на израелците врз Палестина е неселективна. Без разлика дали се наоѓаат во Газа или на западниот брег, сите се цел. Израелската десничарска агенда е јасна. Израел без Палестина и палестинци.